Последни вести денеска, добро вечер. Корупцијата одзема животи. Одговорност мора да има. Беше порачано на протестниот марш на ангелите, кој што почна пред собранието и заврши пред кривичниот суд во Скопје, а на кој што се приклучија и илјадници граѓани. Протестот се одржа во пресрет на првото рочиште за трагедијата во Кочани, во која згасна 63 животи, а која ќе се одржи в среда. Солзи, емоции, но и револт имаше денеска на протестниот марш, на кој што беше побарана и надзорна расправа во собранието, но и анкетна комисија која што треба да ја расветли вистината за трагедијата. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. 12 часот и 5 минути. На плоштадот Македонија тишина, на моменти прекината од плач на родителите, роднините и граѓаните кои дојдоа да им дадат поддршка на маршот за нивните загинати, 63 ангели во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. По 3-минутниот молк сите отидоа пред собранието, каде тишината прерасна во силен плач, апели да се најдат сите пропусти поради кои се случи пожарот. Сопругата на пејачот од ДНК Андре Ѓоргиевски со порака до пратениците да формираат анкетна комисија, која ќе помогне да се најдат сите причини за пожарот на 16 март во дискотеката во Кочани. Со фотографиите во рацете силно стиснати, бараа правда и одговори зошто нивните деца и најблиски изгореа таа ноќ. Наследно луѓе, ве молам за поддршка, за да истераме правдата. Да истерате правдата вие со помош. Ова не е политички повик. Ова е повик од срце за правда, за вистина и за човечност. Бараме да се утврди зошто институциите задоцнија. Бараме посебна анкетна комисија затоа што имаме право сите на вистина. Граѓаните со солзи гледаа во младите луѓе на фотографиите. Она што можеме е само да дадеме поддршка во нивната тага. Институциите се тие што треба да спречат трагедии, рекоа присутните на протестот, кои во голем број се собраа заедно со родителите и роднините. Гледам јас седнале младите по кафиче, таму се сончаат, треба да додат тука. Сите имаме деца, сите имаме внуци. Може на секого да му се случи, не дай Боже. Случајно што сум тука од Германија, но повеќе од мала поддршка, што е ова, не може повеќе. Кога повеќе треба да жалиме овие 63 жртви што не отидоа, или тие што останаа живи, каков живот ќе имаат понатака. Со порака за правда се обратија и пред кривичниот суд. Побараа судиите и обвинителите брзо и ефикасно да ја донесат правдата. Ова е 30-ти протестен марш за ангелите, денеска со поддршки од иницијативата кој е следен. Оно што го бараме не е услуга, не е привилегија. Тоа е обврска на државата. Правично, транспарентно и навремено судење. Нашите најмили не се меѓу нас, но нивната судбина не смее да биде заборавена, ниту скриена за институционални пропусти, интереси или политички пресметки. Денеска бараме овој процес да биде транспарентен, непристрасен и правичен. Така е! Обвинителниот акт офаќа 35 лица, 3 правни субјекти, меѓу кои има поранешни министри, градоначалници, директори, инспектори и одговорни лица во фирмите поврзани со ноќниот клуб. Судскиот процес почнува на 19 ноември. Има вкупно 34 обвинати физички лица и 3 правни лица. Последен обвинет е сопственикот на фирмата за обезбедување и се очекува и тој да е приклучен во првиот предмет. Инаку за случајот што го води обвинителството за организиран криминал и корупција, за осомничените полициски службеници се очекува обвинението на почетокот на декември. Крив е системот, не беше несреќа, беше неодговорност, правда за нашите деца. Родител на загинато дете го остави овој транспарент, со порака да се памети вакви несреќи да нема, а судењето да биде правично.
Младинскиот хор од Солун вечер одржа концерт во малата сала на Македонската филхармонија во Скопје, на кој што присуствува и деца од основното музичко училиште од Кочани. Хорот на музичкото училиште во Солун се представи со посебна програма која што вклучи спектар од традиционални и модерни грчки мелодии. На концертот беа поканети да присуствуваат и деца од Кочани, со што настанот имаше една символична и емотивна димензија, а во спомен на сите што ги загубија животите во Кочани, но и во други слични трагедии. Концертот во Скопје е една покана на Грчката амбасада и во соработка со Солунскиот државен симфониски оркестар во рамките на програмата Балканска соработка и општата екстровертност на оркестарот. Многу сум радосна што вечерва може да сме сите тука на овој посебен настан. Оваа идеја започна минатиот март кога државниот оркестар од Тесалоники присуствуваше на концерт тука. Тоа што не радува е тоа што тука се деца од музичкиот хор од Тесалоники и така започнуваме една поголема соработка со музичките училишта од вашата земја. Станува збор за еден концерт кој што ги надминува границите на музиката и испраќа пораки за соработка, и за пријателство. Денеска сме овде повеќе дечиња од основното музичко училиште од Кочани, но вечерва со нас ги имаме нашите другарчиња кои ги изгубија своите најблиски во трагедијата во Кочани. Многу сме срекни на оваа покана што не поканија да го видиме овој концерт. Се запознавме со дечињата, се дружевме и се надевам дека и во иднина ќе имаме ваква прекрасна соработка. 11 ученици од нашата општина и 5 ученика од нашето музичко училиште се дел од едно прекрасно патување и музичко доживување. Ако се утврдат елементи на кривична одговорност, обвинителството ќе постапи. Одговорија оттаму за Канал 5 околу последниот скандал со кардиохируршките операции. СДСМ прашува што се чека и дали некој треба да биде заштитен. Министерот Алиу одговори дека случајот целосно ќе се испита, но спектакли нема да се прават. Прво фактите, а потоа соодветни институционални одговори, вели Алиу за Канал 5. Дејан Трајковски. Откако вчера Министерството за здравство утврди дека во приватни болници биле направени 10 непотребни операции на срце од анализирани 19 случаи, од обвинителството велат дека будно го следат случајот. Од ОЈО Скопје за Канал 5 посочуваат дека надлежните здравствени институции постапуваат, а доколку бидат утврдени елементи за кривична одговорност, тие ќе постапат веднаш согласно своите овластувања. Разрешница очекува и опозицијската СДСМ, бара министерот Азир Алиу итно да го објави извештајот во фазата во која се наоѓа, што се чека и дали некој треба да биде заштитен, прашуваат од СДСМ. Како е можно за ваков скандал без преседан министерот да го презентира случајот на ваков начин, без целосни информации и без никакви пријави? Министерот Алиу тврди дека комисијата утврдила непотребни операции, но во истата реченица вели дека извештајот не бил финален. Ако извештајот не е финален, како се утврдени шокантните факти? Ако е утврдено, зошто документот се крие? Зошто не се објавуваат имињата на клиниките и лекарите кои стојат за тие интервенции? Не е професионално, а ниту одговорно да се споменуваат имиња и да се излекуваат прерани заклучоци, туку ќе се почитуваат законските процедури, одговори министерот Алиу во изјава за Канал 5, да се остават националната и интернационалната комисија да си ја завршат работата, а откако ќе се утврдат во целост фактите, уверува Алиу, ќе следат и пријави до надлежните институции. Ние сме сериозна институција, значи нашиот пристап и како министерство и мој како министер е да работиме со факти, не со гласини, да објавуваме докази, не политички интерпретации, како што прави опозицијата за жал. Целта на овој процес е правда, а не да креираме спектакл. Значи, финалниот извештај уште еднаш ќе биде објавен со целосна транспарентност и секој одговорен ќе сноси соодветна одговорност и ќе бидат адресирани институциите кои што се одговорни. Нема да дозволиме да се сокрие каква било злоупотреба, дефинитивно, но исто така нема да дозволиме никого да прогласиме за виновен
пред да заврши професионалната работа на нашата комисија. Комисијата на Министерството за здравство беше формирана по изјавите на професорот Сашко Кедев, кој посочи дека во приватното здравство се оперирани пациенти без потреба и без никаква медицинска индикација за профит. Од комисијата која ги проверува сомнителните операции, која ќе утврдува дали постојат повеќе такви, вчера посочија дека во втората фаза на испитување на овој случај ќе дојдат тројца странски експерти кои ќе ги разгледуваат случаите, пошто треба да биде донесен финалниот извештај каде целосно би се обзнаниле евентуалните злоупотреби. Тоа беше се во вечерните вести. Пријатно.